изминатата недела представници од Македонското здружение за заштита при работа беа во посета на Државниот инспекторат за труд во Бугарија. Токму Коста Петровски, кој што е член на здруженијето, ќе ни презентира на некој начин директно која беше целта на посетата и како беше приемот. Добро, тоа се две прашања, значи целта, две воедно. Целта на посетата се должи на идејата за развој на еден проект кој што МЗЗП го има, да кажеме, последните 6-7 месеци, поврзано со комплетирањето на резултатите и присуството на конференцијата на СЕЗАМ проектот под раководство на ЕУ ОША, значи Организацијата за здравје при Европска унија, каде што финалните резултати беа презентирани од нивното истражување во јуни 2018 година. По твојата посета од Европската агенција имавме исто така разговори и каде што ги сподели впечатоците, така што ова беше след на тој начин. Значи, точно, поврзувајќи се со тој настан и со презентацијата што таму ја видовме, представена од бугарската министерка заменик министерка за труд и социјална политика, добивме идеи и насоки дека постепено треба да почнеме со подготовка за можеби креирање на еден таков проект за во Македонија и регионално, вклучително преку организациите кои што се членки на Балканска мрежа. Изминатите 4 до 5 месеци да кажеме, се потрудивме и потегнавме повеќе активности во кои што насобравме податоци и контакти со истражувачкиот тим на ЕУ-ОША. Истите излегува во пресред во смисол на споделување на нивните наоди, документација потребна, како и инструкции за тоа како е спроведен проектот во регионот на Европска унија. А истовремено покренавме и иницијатива за контакт за споделување на искуствата со бугарските, да кажеме, страни кои беа инволвирани во спроведувањето на нивниот проект. Почнувајќи од октомври месец некаде, веќе остварена директна комуникација со представници во бугарските инволвирани страни во тој проект и по насочување на присутната госпожа заменик министер која што беше во Брисел, ме упати дека за најдиректни информации можеме да се обратиме во Инспекторатот за труд и социјална политика во Бугарија, кој што се наоѓале во улога на раководна канцеларија за спроведување. И сега веќе, како да кажам, значи тоа е одговорот на тоа зошто отидовме таму, значи приемот и размената на податоците, како одговор на второто прашање, беше во одлична една атмосфера, значи не пречека со веќе подготвени, да кажам, одговори или информации кои што беа наведени во агендата за тој состанок. Заклучокот би бил прилично едноставен. Материјалот што го добивме од таму секако ќе ни биде од корист за целосно концепирање и апликација за подршка на еден таков проект. Во исто време имајќи ги предвид и веќе добиените подршки и информации од истражувачите вклучени во СЕЗАМ проектот во Европска. Верувам дека сте разговарали односно искуството при имплементација на проектот, па и малку да ни Искуствата вака, начално би ги зброил во групата на тоа дека во смисол на работна атмосфера и менталитетно прифаќање на работните услови, пред се во нивната поврзаност со БЗР сферата, се многу слични во регионот. И интересното беше што де факто насоките и инструкциите кои што ги добивме од искуствата од спроведување на еден таков проект во Бугарија ни даваат за право да продолжиме да размислуваме дека голем дел од постапките што тие, односно активностите што тие ги имаат направено, ќе бидат употребливи во поширокиот балкански регион, нормално почнувајќи заради МЗЗП од Македонија на локално национално. Дали може би разговарахте конкретно за состојбата за безбедност и здравје при работа во Бугарија и речење на Европската унија, меѓутоа дали се разликува многу во поглед да речеме на нивно на несреќи при работите во тој дел конкретно?
Во смисол на добиените резултати нема некои драматични разлики, значи очигледно сите се уште се борат со уште поголемата перцепција и уште поголемата имплементација на базара мерките пред се во микро и малите предпријатија, значи се соочуваат и тие, веќе членка на Европска унија, со такви препреки, да ги наречем, и потешкоти за подигање на нивото на свеста на вработените или на работодавците во тој поглед, како и во мерките кои што се презимаат во таа насока. Ако е тоа сличноста, разликите се во насока на тоа дека веќе како членка на Европска унија и користејќи ја поддршката од европските фондови за развој на заработоста, веќе имаат значајни резултати во смисла на напредување и евидентирани резултати од кои што се гледа дека, ако ништо друго, свесноста, запознаеноста на заинтересираните страни, односно на најзасегнатите директно страни, односно тоа се работодавачите и вработените, веќе имаат значајно подобрена перцепција. Еден од најважните принципи кои што има кога добивме како препорака и од истражувачите во проектот СЗМ во Европска унија беше пристапот во процесот на истражување за да се знае како поточно да се пристапи. Тие мерки во главном се базираат на две главни, да кажем, поидовни точки, двата аспекти од кои што мора да се тргне. Тие се регионализација и, да ја наречам, секторизација, што подразбира дека целата територија на една држава или на еден регион се дели во региони, за да може да полесно да се пристапи до правните субјекти во кои што треба да се спроведе истражувањето и на тој начин станува и полесно пристапувањето, а вториот дел е прилично прецизна секторизација, односно кога ќе се каже дали тоа се производни, услужни, административни фирми, да јасно бидат поделени во различни групи, бидејќи постојат сличности, да кажем, доколку има десетина мерки кои што се исти за сите типови на производни фирми, тоа значи дека треба да бидат групирани во соодветна производна група. Нормално, понатаму продолжуваат и понатамошни поделби, да кажеме дека секторот на производно ориентирани компании, независно дали од приватниот или од јавниот сектор, може повторно да се поделат во компании кои што се вклучени во производството на храна, во металопреработувачка, во текстилна индустрија, и тоа е дополнителна секторизација што се врши, за да се дојде до прецизна, да кажеме, селекција на критериуми од кои што ќе се тргне во насока на избор на соодветно валиден пример на испитаници. И се што е понатаму веќе мислам дека ќе треба да биде тема на конципирањето на проектот, меѓутоа како идеи водилки и некакви почетни насоки, на тоа би се задржал, што да биде се. Тоа е еден добар пример кој што би можел да се имплементира понатаму, а верувам дека ова посветена вистина ќе биде корисна за понатамушната соработка и односно на концепирање. Се надеваме и ние во истата на света дека тоа ќе помогне, бидејќи веќе веднаш после посетата со потврда за сите превземени активности до сега како подготвителни, веќе се обративме во централата на Европска унија, во ЕУОША, со сериозна најава дека МЗЗПД е спремна да се впушти во еден таков сериозен проект за опочнување на и таков, ајде да кажем, истражувачки почетен проект во Македонија и пошироко во Балканскиот регион. Тоа е одличен фидбек за почеток. Се надеваме да. Ти благодарам. Благодарам јас.